Почитувани, по тоталната партизација кога ја вршат на сите нивоа во администрацијата, Заев сега со пари на граѓаните ќе плаќа и сумнителни ликови без морален кредибилитет кои се ги ангажира за советници. Поранешниот естраден менаџер Зоран Башановиќ или одскоро нов специјален економски советник на Заев е човек познат по правење матни сделки, човек со сумнително минуто и дебело криминално досие. Единствено нешто по кој е познат на јавноста Зоран Башановиќ се низата скандали за кои пишуваа порталите во регионот. Башановиќ како познат менаџер и бизнисмен е фатен како се впуштил во кражба на кебиња во Флорида во вредност од $1050, зашто бил и уапсен од тамошните власти. Останува нејасно зашто тоа ќе го советуваат Зоран Заев ваквите клептомански ликови и какви економски совети ќе му даваат. Дали спрегата Башановиќ-Обрадовиќ на Заев треба да му донесе уште еден бомбон на бизнис со продажбата на Елем. Зоран Заев, од кога го состави економскиот дрим тим на владата со СДС со Мерко, Шапорик, Кахил и Самка Ибраимовски, дополнително реши да го засили својот тим со нов надворешен економски советник, како што е клептоманот Зоран Башановиќ. Ваквите погумни економски политики на СДС ги спроведуваат во изминатиот период со поставување на контроверзни личности за економски советници како што е Башановиќ. Во изминатите 70 денови на Република Македонија и донесоа 0 нови странски инвестиции и не генерираа ниту едно ново работно место. Со поставувањето на ликови како Башановиќ се отвара сомнеш во јавноста дали новата влада ќе работи на подобрување на економската состојба на граѓаните и изголемување на нивниот стандард или ќе работи на подобрувањето на економското портфолио на корпорацијско-партиски фирми блиски до СДС. Граѓаните на Република Македонија сакаат нивната влада честно да работи за нивното добро и да не мислат дали од некој од нив нешто ќе украде. Заев и СДС заради ваквата неодговорност и неспособност ќе се соочат со политичка одговорност на следните локални избори и ќе бидат целосно делегитимирани од страна на граѓаните.